Колегата Мартин Арсов веќе е на скопските улици. Мартин, веќе имаше првични обраќања на синдикалните лидери. Какви пораки испратија тие? Така, Александар, и денеска традиционално, како и секој 1 мај, Сојузот на синдикати на Македонија излегува на традиционалниот првомајски марш или првомајски протест, како што тие го нарекоа годинава, како што може да забележат гледачите со гласна музика. Стотици граѓани излегува и оваа година на скопските булевари за да го изразат револтот за ниските плати. Како што може да се забележи и од објективот на мојот колега снимател Славе Стојановски, во овој момент доаѓа колоната од граѓани, синдикалци и граѓани со транспарент на кој што пишува "Протестираме за плата", со бројни транспаренти, македонски знамиња на синдикати, со свирчиња. Започна точно во 11 часот пред работничкиот дом. Таму тие ги упатија главните барања за оваа година, тоа е 500 евра минимална плата, сите останати плати да се зголемат за 100 евра, почитување на законите и колективните договори. Од пред работничкиот дом тие се упатија пред законодавниот дом или пред собранието на Република Македонија, каде што ги извирка пратениците, критикувајќи ги за високите плати, за енормно зголемените плати од пред 2 години, како и за високите патни трошоци, а од пред собранието стандардно замина пред Стопанската комора на Република Македонија, каде што исто така ги свирка работодавачите. Таму се слушна најгласното "Уа" побараа по високи плати и работодавачите ги нарекоа газди. Директно в прстот го вперија кон нив за иселувањето на младите. Да погледнеме како беше пред собранието и пред Стопанската комора. Бараме најбрзо што може да покажат дека се за работниците и дека се со работниците. Денеска на оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа. Од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваш е од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Овие се газди безкичпењаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памукче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за УА, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ова УА е за сите фамилии што ни се оцелија да бараат леп во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот. Ние им го создадовме капиталот, ние имаме дел и право од тој капитал. Држат пресконференции со министри, со владени функционери, подпишуваат некои непостоечки декларации. Верувајте дека во наредниот период ќе бидеме уште погласни, ќе си ги бараме нашите права, ќе ги повикаме работодавачите да не се кријат овде, да излезат и они, бидејќи ние овде им го работиме, им го заработуваме нивниот леп, а за нас само остануваат трошки. Така, тоа беа говорите пред собранието на Република Македонија и пред Стопанската комора. Како што може да забележите, колоната се уште се движи кон владата на Република Македонија. По слободна проценка можам да кажам дека овој првомајски протест е помасовен од ланскиот, со оглед на тоа што се уште граѓани доаѓаат пред владата. Предпоставувам овде ќе бидат одржани и оние централни говори, ќе ги проследиме и тие. Александар, на самиот крај да кажеме дека оваа година Конфедерацијата на слободни синдикати или КСС не излезе на протест. Тие рекоа дека социјалниот диалог со оваа влада е добар и постојните проблеми или отворени прашања ќе се решаваат преку социјален диалог. Како изгледаше денешниот првомајски марш, секако најавувам за вестите во 16.